Зимската заштита на овошните лозови насади е една од најважните агротехнички мерки. Штетниците презимуваат најчесто скриени под кората на стеблото од растението во така наречената папка или под листовите. Затоа треба се врши ова така наречено зимско прскање. Во тоа прскање, во препаратите кои се продаваат за зимско прскање, има две средства, две врсти на средства. Едното е за уништување на болестите, а другото е за уништување на инсектите. Значи, кога ќе се третира растението, треба предсто да се добро прегледат растенијата, да се отстранат сувите гранки. Како да се врши прскањето со заштитните препарати? Прскањето мора да биде многу со силен млас. Од почетокот највисоките гранки, подебелите, да се тоа така јако испрска дрвото да влезе во сите пори, пукнатини што ги има во кората на растението, за да може да бидат уништени инсектите, а болестите ги има и во листовите. Течното што ќе паѓа од згоре долу, ќе ги уништува тие потенцијали за разни болести. Најчесто како препарат за прскање се препорачува така нареченото црвено масло. Препаратот има повеќекратно заштитно дејство на овошните и лозови насади.